Добро утро, екипо! Наспани, живи, здрави, тоа е најбитно. Да одговорам на неколку прашања на Инстаграм што имам врзани за велосипедот, за каков велосипед да си купиме и се така натаму. Значи, зависи све од вашите барања. Ако сакаш да бидеш, како да кажам, на асфалт во меѓу возилата, да возиш, да бидеш нон-стоп под стрес, тркачки точак. За мене барем, од моја гледна точка. Ако сакаш да правиш некои авантури во кои ќе уживаш и ќе бидеш среќен, монтан байк или гравел. Се зависи од тебе, која естетика на велосипед ти се допаѓа, но јас не го избрав гравел, затоа што има некоја позиција на седење слично на тркачкиот точак. Кога возам долги дистанци, осеќам на грбот позади дека ми смета, не сум прв јас тоа што го зборам, има многу колеги кои се во тој спорт, истото го зборуваат и они. Така да одбрав монтан байкот, што ми е многу комотен за седење, со две нови гуми може да се претвори во гравел, да биде исто брз, исто перформантен на асфалт и така натаму и така натаму. Значи, моја препорука е, ако си одлучен да купиш нешто слично, ќе идеш во продавница, ќе се консултираш со луѓето што го продаваат, така да они се стварно запознаени и имат компетентни на таа тема, можат да си дозволат да ти дадат некој совет, што да купиш, како да купиш, што е за тебе, кои се твоите барања. Тие се велосипеди, како што знаете, скапи, не се велосипеди кои што можеш да ги најдеш во еден супермаркет да ги купиш. Тоа е тоа. Пред да купиш, информирај се добро, затоа што кошта пари, не се малку, скоро горе-доле како една половна кола да купиш, така да види што е за тебе, кои се твоите барања и таму сигурно ќе сватиш кога ќе бидеш што е за тебе. Друго, имав едно прашање, што се хранам кога возам на некој начин повеќе од 4 сати ако сум во вожња. Не користам ништо од некои прашоци што секој фитнес тренер ви ги промовира на некој начин, тоа мене не ме занима, затоа што тоа се нездрави работи, све тоа е хемикали, ништо не верувајте во тоа, омеги 3, креатини, протеини, ќе бидеш више перформантен, не, брат, слушај ме, мене, правам го воа видео не на некој професионален начин, затоа што јас сум нормален човек, така да изразувам се како да зборам со еден другар кој го знам 25 години. Ако правиш спорт, правиш за да бидеш подобар, поздрав, поубав, помлад. Значи, што значи тоа? Храниш се здраво, све што ти душа сака и тренираш. Крај прича. Никаков прашок, никаков протеин, никаков шејк, никаков... Правиш си дома шејк. Со боровинки, со малини, со банани, со производи кои што ти прават добро на душата и на здравјето. А не тие тамо, како да ги кажам, да се не изразам лошо, смрдливи на некој начин продукти, што јас не би го ставил во моје тело никад. Значи, ако сакаш да бидеш млад, убав, цeo живот е таа нека генетика, козметика. Тоа е тоа. Тренираш, храниш се и крај прича. Немам некој да филозофирам, да кажувам во врска врзано за храната. Кога ќе тргнам да возам повеќе од 4-5 сати, се хранаме, си земам во ранецот 2 банани, литро и пол вода секогаш, после што носам некој чоколадце некогаш ако сум надвор више од 5 сати, затоа што после 5 сати вожња имаш потреба од нешто блакце.
И тоа е све на се. Ништо више, застанам во некој ресторан или бар, било што, ќе си купам еден сендвич, тостче, зависи, и тоа е тоа. Ништо повеќе, ништо помалку, најнормално. Како некогаш во 90-тите години, кога луѓето се тренирале, и ќе дојде дома, ќе си јаде месо, ќе си јаде било све што има дома, и са биле појаки, поразвиени, понапумпани и поубави. Сега ќе го видиш некој тренира една година, волкава рака. Тоа е нездраво како прво, како второ, непотребно ти е тоа, како трето, све колку ти е поголема масата на мускулот, ти си побавен во било што, дали ќе трчаш, дали ќе, ако тренираш некој борелачки спорт, ти немаш појма со живот, не си агилан, не си брз, така да тоа не ти треба. Имај тело атлетичко, како пливачите, тоа е најубавото тело. Ете, велосипедисти, како да кажам, фудбалери, кошаркари, тоа се добри тела, здрави, убави на око, да го видиш. А не вие напумпани, полни се со бубулици, како да кажам. Тоа е тоа. А тоа се полни со бубулици, ќе ви кажам од што? Од сите нивни тие прашоци што ги пијат глупости. Тоа е тоа. Погледнете некој бодибилдер, загледате го убаво, каква му е кожата, дали му е млада, дали има брчки, дали му е мазна како прво. Него е полна со тие така тинг за стискање. И тоа е се на се што можам да ви кажам. Од мене толку, бидете добри, добар викенд, имајте убав ден, секогаш позитивни и среќни. Чао, ра!